като припадник на Министерството за внатрешни работи в 2001 година и сите други што бевме припадници. Таа војна имаме силна обврска пред македонските граѓани, натаму да инсистираме да се каже вистината. Не само за Карпалак, него и за Бејце и за Љуботенски пат. Во овие разговори сега што ги имав со преживеаните, сега ми кажуваат дека веќе многу повеќе од трагичните последици ги боли тоа што не ја знаат и понатаму вистината. Мене разбирливо ми е зошто СДСМ на времето не сакаше да ја каже вистината, бидејќи ако таа излиза за нив ќе биде многу поразителна, а сега многу чудно е зошто по промената на власта во 2006 година и ВМРО ДПМН ја крие вистината. Иако во тоа време надлежните државни органи не презеле тоа што требале да го преземат за да се спречи овој настан. Поразително ако знаете дека Ново Брдо 40 дена пред 40 дена се случи настанот, во Македонската служба за државна безбедност ги имаше сите потребни податоци, како локација на таа група, вкопан минофрлач, нивното движење ноќно кај своји јатаци во соседно тука село со целосно албанско население. И вие сега 40 дена да го знаете сето тоа и да дозволите да ви се случи, ако го можеше само со еден хеликоптерски прелет да се збрише таа терористичка група тука, бидејќи како што кажав, се знаеше и јасно кажува дека овој случај е наменски конструиран непосредно пред потпишувањето на рамковниот договор. Исто така поразително е уште не одговорено на прашањето зошто непосредно пред трагичниот настан е отстранет безбедносниот пункт кој се наоѓаше тука во близина во тоа време и затоа, како што кажав, ние понатаму имаме силна обврска да работиме, да се отвори вистината, бидејќи очигледно е веќе дека ниту СДСМ, ниту ВМРО ДПМН не сакаат да ја кажат вистината на семејствата, на загинатите и на преживеаните бранители за време на трагичниот настан. Следниот текст за наш објавен во фокус вие директно го посочувате тогашниот командант на Скопскиот гарнизон, сега градоначалник на Ѓорѓе Петров Стопан Митровски, дека е одговорен за инцидентот на Карпалак и за Не е он директно одговорен, он е еден од личности кои треба да дадат одговори на некои од прашањата. Не беше он во тоа време на тоа ниво да може да го контролира овој случај. Овој беше се работеше на многу повисоко ниво, бидејќи како што кажав, сите податоци ги имаше Македонска служба за државна безбедност, па оттаму согласно правилата за соработка меѓу безбедносните органи во државата, тие податоци им беа пренесени на секторот за безбедност и разузнавање при Министерството за одбрана. И тие за жал, како што кажав, може само да достанат тие податоци со еден хеликоптерски да нареде еден хеликоптерски прелет тука и ќе збрише таа. Многу трагично е што после настанот луѓето се оставени живи, такорат во возилата, а иако знаеме по воздушна линија од аеродромот Александар Велики до тука е потребно само околу 5 минути да пристигнат хеликоптерите, а тие ќе стигнат тука после 40 минути. Сите тие елементи побудуваат сериозно сомнение дека овој случај можеше да се спречи, но за жал во тоа време некој сакал да не се спречи и сега останува, како што кажав, на државните органи најпосле да го расчистат овој случај, бидејќи нека учат од албанските партии и гледате како бескомпромисно се борат тие нивни случаи во кои се инволвирани припадници на терористичката она како ги заташкуваат и најверојатно јасно е веќе гледаме дека ќе нема сутка завршница во кои се инволвирани сите нивни припадници. Значи македонските политички партии нека учат од нив и најпосле нека се заложат, нека ги расчистат сите овие случаи во интерес на вистината, бидејќи без вистината не можеме понатаму.